По повеќе од 20 години повторно е ставен во функција левиот магистрален канал. Со новиот начин на управување со водите за наводнување, жителите на 10 кочански села ќе можат да ги наводнуваат нивите и да ги полеваат бавчите. Водата во каналот е пуштена редовно, а со тоа земјоделците кои гравитираат од левата страна на реката Брегалница во подножието на планината Плачковица, после 2 децении имаат услови, освен житните, да се занимаваат и со градинарски култури. Граѓаните не го кријат задоволството, вели градоначалникот на општина Зрновци Благој Станков. Според него, локалните жители сега ќе можат да се занимаваат со, како што рече, подоходовни култури. Речи си после 20 години, 25 години, значи почна вода да тече навистина, значи при самата транзиција од почетокот на сите тие промени кои што настанаа, значи дојде до запоставување на левиот магистрален канал, се работи значи за десетина села, конечно овие земјоделци ќе можат да се бават и со подоходовни култури, односно исто како и на времето кога овој канал беше познато дека беше во функција. Значи освен оние житните култури кои што можеа со години назад земјоделците да ги одгледат, сега веќе ќе можат и со градинарски култури. На општо задоволство е кај сите земјоделци, значи тие веќе се спремаат од следната година да почнат значи да се пренасочат со доходовни култури. Левиот магистрален канал постојано има вода. Со наводнувањето на нивите и бавчите, односно на вкупна површина од 200 до 300 хектари, веќе следната година се очекува да се видат многу поинакви култури од сегашните. Од друга страна, тоа ќе допринеси и за враќање на дел од иселените граѓани од општината Зрновци и околните села. Една од причините за нивно иселување, според Станков, беше неможноста за одгледување подоходовни култури, а со самото тоа на некој начин беа спречени да се занимаваат и со сточарство. Необработувањето на земјоделските површини, кои на многу жители им беше главен извор на приходи, предизвика масовно иселување на жителите од селата Теранци, Кучичино и други. Од неофицијални разговори со оцелените граѓани, Станков вели дека може да се дојде до заклучок дека тие се подготвени да се вратат овде и да продолжат со некогашните земјоделски дејности. Очекувам дека се тоа ќе допринесе значи добар дел од иселените граѓани од нашата општина, меѓутоа и останатите населени места како што се Теранци, Кучино, Борилчево, Аргулица и село Козјак, значи да почнат конечно овие луѓе да се враќаат назад, бидејќи со самото тоа што тие не можеа да се бават со доходовни култури, не можеа да се бават со сточарство, значи дојде до голем број на иселување на граѓаните и тоа се случуваше значи во последните 15 и 20 години. Екипи на водостопанство Брегалница од Кочани секојдневно се на терен и го контролираат функционирањето на левиот магистрален канал. Се очекуваат и нови вработувања на граѓани од општина Зрновци, кои ќе бидат вклучени во контролирањето на работата на каналот.